Кратки најави на денешните содржини. Старото училиште Свети Сава продолжува да биде опасно за минувачите. Градоначалникот Пецаков ги поддржа охридските дуќанџии. Воениот конфликт во Украина донесе економски последици за целиот регион. Руската војска влезе во Киев. Со дневникот започнуваме, поттава метео. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро, во текот на денот сончево време со локална облачност и надпросечно топло, со измерени максимални 9 степени Целзиусови во текот на ноќта кон сабота, ведро со локална облачност и студено. Утре на Апенинскиот и Балканскиот полуостров нестабилно време со дожд и ниски температури. Во останатите делови од Европа времето ведро со зголемена локална облачност. Утре на Балканот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег проследени со ветер и ниски температури, максималните дневни од 2 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота студено утро со утрински температури од -5 до +2. Во текот на денот зголемена облачност која доцна попладне и вечерта ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд и над 1000 метри врнежи од снег. Ќе дува ветер од променлив правец, а максималните дневни температури во Македонија од 6 до 15 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота во првата половина на денот времето претежно сончево со локална облачност. Попладне зголемување на облачност, а вечерта нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната 0, дневната 10. Во недела и понеделник облачно и нестабилно време. Врнежи од дожд, снег проследени со ветар и ниски температури. Минималната 1, односно -1, дневната 4, односно 5. Во вторник студено утро, температурата -2, а во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и температура од само 5 степени Целзиусови. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Објектот Свети Сава продолжува да биде опасно за минувачите. Реагираат месокастрани. Близу 2 децении објектот е под заштита на Управата за културно наследство, а никој не се грижи да се спречи пропаѓањето на зградата. Сопственикот на објектот, градежното предпријатие Гранит, започнал со проект за конзервација и реставрација на некогашното училиште изградено кон крајот на 19-тиот век. Запуштената зграда Свети Сава во Месокастро станува се поопасна за минувачите. Продолжуваат да паѓаат одронети керамиди, делови од фасадата, а искршено стакло од руинираните прозори. Жители од овој дел на старото градско јадро и родители на деца кои учат во основното училиште Свети Климент Охридски, кој е во непосредна близина на објектот, стравуваат за безбедноста на минувачите кои го користат патот покрај неа, а кој води кон основното школа и метеоролошката станица. Објектот на некогашното училиште Свети Сава продолжува да се распаѓа. Сопственикот со децении не превзема никакви активности за да го спречи руинирањето на зградата која представува опасност за минувачите. ТВМ побара информација од Општинскиот инспекторат дали до нив има пријава од граѓани за опасниот руиниран објект и дали ќе преземат некакви активности за сопственикот Гранит да ја обезбеди зградата. Оттаму се оградуваат од било каква надлежност и упатуваат на Завод и музеј и Државната градежна инспекција.
Од Националната установа Завод и музеј Охрид информираат дека сопственикот градежното предпријатие Гранит е во фаза на подготовка на проект за конзервација и реставрација на објектот, бидејќи градбата е под заштита на Управата за културно наследство. Во меѓувреме, за да се спречи несакана незгода за минувачите, ќе го информираат градежното предпријатие Гранит, изјави Мишо Тутутковски, директор на Националната установа Завод и музеј Охрид. Значи, законски, ако гледаме, точно дека градежниот инспекторат државниот треба да води контрола за староградско јадро. Од друга страна, Завод и музеј Охрид, ние немаме инспектори, ние немаме воопшто таква служба која би вршила инспекција па да контролира што се случува и како се случува во целиот град. Така да во оваа ситуација мислам дека сепак ние ќе ги известиме собствениците на куќата, а се надевам дека и во најскоро време ќе биде завршен и проектот и ќе може да се отпочне со конзервација и реставрација на градбата. Објектот Свети Сава е под заштита на Управата за културно наследство од 2005 година, а е изграден кон крајот на 19 век 1898-1899 година. Националната установа Завод и музеј има врачено решение за поединечно заштитено културно добро за објектот во собственост на градежното предпријатие Гранит. Правниот акт е издаден по претходно изработен елаборат за ревалоризација. Во решението е наведено дека објектот може да се пренамени, да се санираат кровот, фасадата, столаријата. Граначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков ги поддржа охридските дуќанџи, заедно со здруженијата Чаршишки еснав, угостителски еснав, Хотам и Занајчиската комора. Ќе бараат измени во законот, односно одобрение дуќаните во туристичките центри да може да работат и во недела. Општина Охрид ќе ги поддржи охридските дуќанџи во барањето да работат во недела. Поддршка им дадоја и регионалната занаичиска комора, хотелската асоциација Хотам и угостителскиот еснав. Заедно ќе бараат од собранието Охрид како и другите туристички центри да се иземат од овој закон. Затворањето на дуќанџиите во недела предизвика тешки последици врз локалната економија и туризмот, затоа што градот е најпосетен од туристи токму во недела. Сите овие здруженија ќе донесат еден заеднички заклучок кој што ќе биде можеби во една точка, можеби во три. Исто така општина Охрид ќе го поддржи тој заклучок и сите заедно после тоа ќе се обратиме до институциите и до надлежната комисија, дали ќе носиме измена на закон или ново законско решение, или пак од друга страна ќе најдеме некој сосема друг начин. Битно е дека Охрид има проблем со тоа што во недела не се работи, посебно за периодот, односно периодот на туристичка сезона. Така да би сакал да излеземе во пресед како општина, лично да учествувам како посредник во тој процес, за да добиваме секако задоволни не само туристи, туку и сите оние кои што се даватели на услуги во туризмот. Охрид работи исклучиво за викенди. Сега туристите, наместо тука да трошат пари, заминуваат во соседна Албанија, се жалат дуќанџиите. Бараме одобрување за работа во празници и во недели за висока сезона, но Охрид има и поинаква сезона, кога во време кога во празници и во викенди цела Македонија се слева овдека, доаѓа во ситуација да е Охрид затворен. Исто така, сега имаме уште еден поголем проблем, значи, пошто не смее ништо да биде затворено, еве се деси да се јави туристички туроператор и вика, сакаме одредени луѓе кои што продаваат бисери, сакаме да дојдеме и да купиме бисери, значи со 30 луѓе идеме. Извини, не смееме да отвориме. Колку наш народ заминува во соседна Албанија на шопинг, мислам, не само за Охрид, не зборам за Охриѓани. Охриѓани традиционално одат на ручек во Поградец. Ама сега веќе имаме битолчани прилечени кои што доаѓа овдека, вика пиеме кафе, немаме што да правиме, бегаме 30 километри во прашање. Сите тури за 8 март што беа од Србија се откажуваат. Кога ќе разбере дека Охрид не работи во недела, тие сабота пристигнуваат, понеделник си одат, тие жени не можат во кафана да помине 3 дена. Значи тотален колапс за нас, намалување на работните сати, навработените, вишок навработени. На дуќанџиите поддршка им дадоја Издруженијето на туристички водичи, Хотам и угостителскиот еснав. Ако може да кажеме дека од понеделник до петок се прави некој си обрт во туризмот, значи поготово за сабота и недела се најмалце дупло од било кој одбран ден во текот на неделата.
Друго што треба да спомнеме, значи треба да се направи обрт за да се направи достоинствена плата која треба да ја платиме на вработените. А Охрид како најголем и најзначаен туристички град, односно туристичко место во Република Македонија, трпи големи загуби, значи има последиците се далекосежни. Едноставно од понеделник до сабота да работите, а во недела да одмарате, тоа никаде го нема, ниту во една туристичка дестинација. И она што сакаме да го истакнеме е тоа што со тоа трпи охридскиот и македонскиот туристички производ. Поддршката од угостителскиот сектор кон иницијативата за дополнение на законот е јасна, бидејќи самата природа на работата налага дека недела е навистина ден кога оние кои не се на работа да го посетат нашиот град и да дојдат тука. Дали се работи за околните градови или гости од соседните држави, без разлика. Значи, природно некако туристичкиот регион, Охридскиот туристички регион подразбира да биде отворен за таквите гости и во недела. Тукјанџиите апелираат власта да има слух за овој проблем и што поскоро да добијат одобрение да работат во недела. Велат подготвени се да плаќаат двојно повисоки дневници за вработените. Руската агресија во Украина ќе има сериозни последици по европската безбедносна архитектура, а тоа значи на целиот континент. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи нагласи дека ние како држава директно не сме под некоја безбедносна закана, но економските импликации веќе се чувствуваат. Конфликтот односно руската агресија во Украина ќе има сериозни последици по европската безбедносна архитектура. Тоа значи по целиот континент. А каде тоа се манифестира обично најмногу? На слабите точки, на ахиловите пети. Балканот е слабата точка, непокриениот дел на Европската унија, раната на Европската унија. И се разбира дека може да има импликации и од обиди на надворешни геополитички фактори или па од регионални фактори, кои што може да се обидат да го искористат овој хаос за остварување на цели. Така да треба да бидеме многу алертни, многу внимателни. Секако ќе има и економски импликации. Тие веќе се чувствуваат уште пред да се случи агресијата. Во цените на гасот, во цените на изворите на енергија, а тоа ќе се манифестира уште повеќе во цените на другите производи, вклучувајќи ги прехранбените производи. Така да, ова не е ситуација во која што би сакале да бидеме. Ова е ситуација која што се случува еднаш после Втората светска војна. Ние сме како држава директно не сме под некоја безбедносна закана. Фактот дека што сме членка на НАТО е квалитативно. На 4 март во Охрид во градската библиотека ќе се одржи саем на книгата од издавачот Сакам книги. Саемот ќе биде отворен од 9 до 18 часот со почитување на сите здравствени протоколи за COVID-19. Сите љубители на пишаниот збор на почетокот на месец март ќе може да уживаат во првиот од неколкуте саеми со разни македонски издавачи, кои оваа 2022 година ќе треба да се случат во Охридската национална установа библиотека Григор Прличев. На саемот по саемски цени читателите ќе може да купат книги кои сакаат да ги имаат. Од Охридската библиотека се надеваат дека почесто врвните македонски издавачи ќе имаат можност да дојдат кај нас во Охрид. Инаку саемот ќе започне на 4 март и ќе биде отворен во периодот од 9 до 18 часот со почитување на сите здравствени протоколи за заштита од COVID-19, информираат од Охридската градска библиотека. Најновиот македонски филм Најголемата вистина на младиот Мартин Цветковски премиерно ќе биде прикажан во Националната установа Центар за култура Григор Прличев во Охрид. Кинопроекции ќе има во среда и четврток, 2 и 3 март, со почеток во 19 часот. Мартин Цветковски е млад македонски режисер кој за прв пат својата идеја ја реализирал во филм насловен како Најголемата вистина, во кој тој самиот е актер. Идејата за филмот дојде на многу интересен и необичен начин. За прв пат одлучив малку да излезам надвор од уметничките рамки на фолклорот и да се одлучам на поголем предизвик. Да се пренасочам кон актерството нормално како аматер, вели Мартин. Имал понуда од балканска филмска продуцентска куќа, но се одлучил филмот да го задржи во Македонија.
Пред да започнеме со реализација на филмот според сценариото кој го напишав, краткиот опис, испративме до една добро позната продукција во регионот на Балканот која веќе има продуцирано добро познати филмови на филмската сцена. Одговорот од нив беше позитивен и беа заинтересирани за разговори можна продажба на сценариото. Но сепак се одлучивме филмот да го задржиме тука како наш. Инаку Мартин Цветковски, 23 години, се наоѓа на културната сцена. Од 5 годишна возраст е на сцената со голема љубов, се занимава со фолклор, музика, ора, песни и глума. Денес е управител на ансамблот Никола Јонко Вапцаров. Билетите за филмот Најголемата вистина по цена од 150 денари може да се купат на билетарата при Националната установа Центар за култура Григор Прличев од Охрид. Проекцијата на филмот ќе биде во големата сала согласно здравствените протоколи со ограничен број публика, а почеток на проекциите е 19 часот. Денешниот билтен на СВР Охрид издвојуваме санкционирани граѓани за нарушување на јавниот ред и мир, запалено патничко возило и неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 25 февруари околу 2 часот во СВР Охрид приведен е 24 годишниот Мајо од Охрид кој претходно на булеварот Македонски просветители го нарушил јавниот ред и мир со физички напад врз полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Истиот ден околу 2 часот во СВР Охрид приведен е и 51 годишниот РШ од селото Мешеишта, општина Деберца, бидејќи на булеварот Железничка во Охрид агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Против него исто така ќе биде поднесена соодветна пријава. На 24 февруари околу 8 часот во СВР Охрид пријавено е дека настанал пожар на патнички автомобил Мерцедес на улицата Димитар Влахов во Охрид, собственост на 36 годишниот МД од Охрид, во кој нема повредени лица. Интервенирала територијалната противпожарна единица од Охрид. СВР Охрид поднесе и кривична пријава против 26 годишниот БМС од Скопје поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, невластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции. Во продолжение следуваат вестите од светот. Руски тенкови влегоа во Киев, а Associated Press јавува дека на улиците на Киев се движат тенкови на руската армија кои делуваат низ одбранбените позиции на украинците. Украинските власти обвинуваат дека Русија стрела и врз цивилни цели, а жителите на Киев ноќта ја минаа во засолништата и метрото. Нападот со ракети, проектили и гранати почнал околу 4 часот и 30 минути утрово. Зеленски соопшти дека вчера во земјата биле убиени 137 украински цивили и војници, а повредени стотици. Подпиша декрет за општа мобилизација за мажи на возраст од 18 до 60 години со важност од 90 дена да не смеат да ја напуштат Украина. Масовно се дели оружје на цивили за да се засили одбраната во градовите и се повикува на што помасовен одзив во територијалната одбрана. Не само Европската Унија и Америка, туку и Русија подготви цел пакет санкции против земјите кои воведоа рестриктивни мерки кон Москва. Претседателката на Горниот дом на Рускиот парламент Валентина Матвиенко денеска изјави дека Западот ќе ги почувствува возвратните мерки кои нема да бидат идентични со санкциите против Русија. Ние сме целосно свесни за слабоста на Западот и подготвивме цел пакет санкции кои ќе ги примениме против оние земји кои воведоа рестриктивни мерки против Русија, истакна Матвиенко пред новинарите. Додаде дека Европа само се казни себе си со санкции против Северен поток 2, бидејќи тоа ќе доведе до зголемување на цената на гасот. Парламентот на Молдавија одобри вонредна состојба во трајање од 60 дена поради рускиот напад врз соседна Украина. Вонредната состојба забранува масовни демонстрации и дозволува на владата да ги протера непожелните лица од земјата. Премиерката на Молдавија соопшти дека повеќе од 4200 бегалци од Украина влегле во земјата по руската инвазија. Поголемиот дел од нив сакале да продолжат во земјите од ЕУ, но стотина побарале азил и во Молдавија. На двата гранични премини со Украина формирани се триежни центри за помош и сместување, одреден број бегалци во трајање од 72 часа. Романија забележа зголемен број украински пристигнувања на заедничкиот граничен премин, но според локалните власти барале да продолжат кон Полска и Чешка. Земјотрес со јачина од 6,2 степени според Рихтеровата скала го погоди западниот брег на островот Суматра во Индонезија. Загинати се 2 лица, а шефот на Националната агенција за управување со катастрофи потврди дека 2 се загинати, а 20 се повредени. Медиумите пренесуваат и за материјални штети на неколку куќи и други објекти. Тамошните власти објавија фотографија на урнати домови и училишта во областа Западен Пасаман. Во истата област земјотресот исто така предизвикал лизгање на земјиштето кое затрупало неколку куќи, соопшти официјални лица, а не е издадено предупредување за цунами.
Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот информативен блок на ТВМ. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.